Беше тоа на 2 август 338 година пред нашата ера, кога се одвиваше битката кај Херонеја, важна битка на Македонското кралство под водство на Филип II Македонски и најголемата негова победа. Таму македонците и тесалиците под командата на Филип со 32.000 војска ги поразиле помалите здружени сили на Атина и Теба, зацврстувајќи ја македонската хегемонија во Грција. На 2 август 1903 година почна Илинденското востание на македонскиот народ против османлиската власт, еден од најзначајните настани во историјата на македонскиот народ. За време на востанието се водеа повеќе битки, кај селото Смилево во Немир Хисарско, на Слива и на Мечкин камен, Крушевско кај Карабуница, во Кичевско кај селото Арменско, во Леринско, во Рашанец и кај селото Чаниште Маријовско. На 2 август 1903 година околу 750 востаници ја нападнаа поштата во Крушево, откако ја ослободија, нападнаа и касарната, а истата ноќ се воделе најтешките борби на Мечкин камен и во Смилево, каде што паднале многу востаници за слободна Македонија. По 10-часовната тешка битка, Никола Карев ја прогласи првата република на Балканот и во Европа. Тој подоцна создава 6-члена влада на чело со Дино Вангели. На 1 август 1918 година во Скопје се одржаа големи манифестации по повод 15 годишнината од Илинденското востание. Беше тоа на 2 август 1929 кога е отворена авионската линија Скопје-Белград-Загреб. Беше тоа на 2 август 1940 кога во Прилеп по повод годишнината од Илинденското востание е организиран масовен излет во местноста Шаторов камен. По враќањето од излет биле изведени демонстрации во градот со пароли против војната, за мир и за слобода. Беше тоа на 2 август 1941 кога местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Битола во градот организираше демонстрации во кои членовите извикувале да живее слободна Македонија. Со тоа е оневозможено окупаторот да го искористи празникот на македонскиот народ за сопствени цели. На 2 август 1941 година на бугарско-италијанската демаркациона линија карабинерите ги уапсиле членовите на местниот комитет на Комунистичката партија за Тетово при нивното враќање од Скопје. На 2 август 1942 година во селото Смилево, во кое во 1903 е донесена одлуката за кревање на Илинденското востание, битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев ја запалил општинската зграда, архивата и одржал митинг. Со оваа акција е спречена прославата на Илинден од страна на бугарскиот окупатор, на која требало да присуствува и бугарскиот министер за внатрешни работи. Беше тоа на 2 август 1943 кога во близина на селото Отешево е одржан проширен состанок на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, на кој се донесени одлуки за формирање на поголеми воени единици, батальони и бригади, започнување на подготовки за свикување на АСНОМ, како и за формирање на повисоки органи на власта во слободна Македонија. Беше тоа на 2 август 1944 година, кога во манастирот Свети Прохор Пчински кај Куманово, во присуство на 122 представници на македонскиот народ, е одржано првото заседание на антифашистичкото собрание на македонскиот народ.
Во согласно со одлуките на АВНОј, Македонија е потврдена како рамноправна федерална држава во рамките на Демократска федеративна Југославија. При тоа АСНОМ е конституиран како највисок законодавен и извршен орган на народната власт, на чело со Методија Андонов Ченто, а македонскиот јазик е воведен како службен јазик. Беше тоа на 2 август 1974 година, кога во Крушево, на денот на 30 годишнината од заседанието на АСНОМ и 71-та годишнина од Илинденското востание, е откриен споменикот Македониум. Споменикот е создаден од страна на Јордан Грабуловски и Искра Грабуловска и ја означува непокорноста, борбата и вечниот стремеж на македонскиот народ за слободна и самостојна држава. Беше тоа на 2 август 1991 година, кога во Скопје излезе првиот број на македонскиот дневен независен весник Република. Вториот број излезе на 8 септември 1991 година. На 2 август 1915 година е роден Јосиф Јосифовски свештарот, македонски комунистички деец и народен херој. Како студент на правниот факултет во Белград, тој станал член на Комунистичката партија на Југославија уште во 1937-та. По дипломирањето во 1940-та бил адвокатски приправник во Струмица и инструктор на партијата за Македонија. Познат под псевдонимот Ѓорче Свештарот, тој во Народно-ослободителната и антифашистичка војна во Македонија дејствувал главно во Преспа и во други региони под италијанско-албанска окупација. Бил уапсен од италијанската полиција во 1942-та, но успеал да побегне. Бил политички комесар на одредот Даме Груев, на првиот Народно-ослободителен батаљон Мирче Ацев и на втората оперативна зона на Народно-ослободителната војска на Македонија. Загинал во борба со германските сили и со балистите. Прогласен е за народен херој на Југославија во 1951 година, а опеан е и во неколку народни песни. На 2 август 1926 година е родена Евдокија Фотева со моминско презиме Балева во селото Дмбени, Костурско. По поразот на ДАГ, таа била обвинета од Комунистичката партија на Грција дека е агент на меѓународната реакција и спроведена во советските затвори и логори Љубјанка, Лефортово и Буртика. Во 1952 година недокажано била осудена на 8 години во логорите на принудна работа во Сибир. Во 1955 е ослободена, но наместо за Македонија е испратена во Алма-Ата во Казахстан. По ослободувањето од логорот во летото 1956 сепак се враќа во Македонија. Заедно со други жени од Костурско ја формирале пеачко-фолклорната група Костурчанки со цел да се зачуваат македонските песни од Костурскиот крај. На 2 август 1940 година во селото Баница, Леринско, Егејска Македонија, е роден Коле Мангов. Завршил правен факултет во Скопје, работниот век го поминал како судија во апелациониот суд. Бил член на Друштвото на писателите на Македонија од 1977-та. Македонската јавност го памети како борец за човековите права со особена посветеност кон правата на егејците во Грција. Тој, како член на Уставната комисија, дал свој придонес во создавањето на првиот устав на Република Македонија. Бил председател на невладината организација Достоинство, преку која се борел за интернационализирање на македонското национално прашање, како и за ширење на вистината за грчко-македонскиот спор. Негови колумни, полемики и писма се среќавале низ сите дневни весници во Македонија, но и во странски магазини и списанија, каде е застапен и преку неговата поезија, а некаде како борец за човекови права.
Коле Мангов почина на 1. јануари 2013 година во Скопје. На 2. август 1941 година е роден Пепи Бавтировски, еден од најпознатите фолк пејачи на македонската сцена. Тој се прослави со песната Сине мој, која снимаше на почетокот на 90-тите години како повратник од печалба во Соединетите држави. Тој со семејството повторно заминува во Америка во 2003 година, каде е решен да почне нов живот. По некое време му е диагностицирана тешка болест и умира на 25. април 2008. На 2. август 1943 година е родена Лјерка Тот Наумова, македонски поет и преведувач. Таа е родена во Дарувар, Хрватска, завршила економски факултет во Скопје и станала магистер по економски науки. Работи во акционерското друштво Охис во Скопје, член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1991 година. На 2. август 1911 година умира апостол Петков Терзиев заедно со војводите Георги Мучитанов Касапчето и Васил Пувки. Биле предадени од нивени поранешен соборец. Апостол Петков е во селото Бојмица во областа Бојмија, денес во егејскиот дел на Гевгелиско. Тој е легендарен војвода на ВМРО, кога населението го нарекле Енидже Вардарско сонце. Американскиот публицист Алберт Сониксен апостол Петков го именува како македонскиот Робин Худ, а Фредерик Ковач го квалификува за некрунисан крал на вардарските мочуришта. За грчката писателка Пенелопи Делта, апостол Петков Терзиев бил невидливиот демон кој се чувствува насекаде, но не се гледа никаде. Според Сониксен, портрет на Петков висел во секоја крчма во Бугарија. Името на апостол Петков Терзиев се среќава во весници во Австрија, во Нов Зеланд, во Тасманија, Соединетите Американски држави. Во 1944 портретот на апостол Петков се нашол во рубриката Верувале или не. Таму за него пишувало: апостол Петков Терзиев е човекот кој беше платен да се преправа дека е мртов. Познат македонски четник, кој со своји раце убил 2400 турци. Тој бил толку проблематичен, што турскиот султан му плаќал $30,000 само за да кажува дека е мртов. На 2. август 1962 умира Никола Киров Мајски. Роден е во семејство со револуционерни традиции, потекнува од охридското село Свиништа. Тој е познат како македонски револуционер и писател. Во 1902 година заминал на учителска должност во леринското село Баница. Следната година се вратил во Крушево, каде го затекнува Илинденското востание, во кое неговиот братучет Никола Карев станува председател на Крушевската република, а тој ќе го состави познатиот Крушевски манифест. Никола Киров Мајски починал во Софија во длабока старост, токму на денот на Илинден, на 2. август 1962. Тој оставил повеќе историски трудови, како Со поглед кон Македонија, епопејата на Крушево, Светлина кон темнината, Крушево и неговите борби за слобода. Никола Киров Мајски е познат и како драмски писател и поет. На 2. август 1963 година во Скопје умре Ѓорги Абаџиев, македонски писател, историограф, публицист и сценарист. Негови најпознати дела се Изгрев, епопејата на ножот, Последната средба, Арамиско гнездо, Пустина и други. Роден е во Дојран на 7. октомври 1910 година. На 2. август 2009 година умре Ѓорги Василевски, македонски филмски критичар. Тој е еден од соработниците на филмската енциклопедија во издание на Југословенскиот лексикографски завод Мирослав Крлежа од Загреб. Автор е на монографијата за Ацо Јовановски, како и на времето на филмот.
Василевски ги напишал 4 досега објавени тома од планираното 5-томно издание Историја на филмот во издание на Кинотека. Бил професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА и на Факултетот за драмски уметности. Добитник е на наградата Феникс за постигнување врвен успех од областа на филмската уметност, како и наградата Златен дедал што ја доделува Европската филмска академија. На 9 ноември 2009 година излезе неговото капитално дело Филмска енциклопедија со вкупно 800 страници. По азбучен ред ја опфаќа историјата на филмот, филмските автори, периоди и жанрови.